Почитувани гледачи, почитувани надпреварувачи. На наше големо задоволство, денеска во ФД Кулинарското училиште ќе дадеме еден осврт на еден уникатен македонски производ кој што е дел од нашата кулинарска историја и наследство. Голема чест и задоволство ми е да ви информирам дека македонскиот афион е жив. Производ кој што не има етаблирано во светски рамки. Производ кој што го има на нашата 500 динарка. Производ за кој што ви донесовме експерт кој што пораснал со истиот и би рекол мала грешка направивме што не успеа да ни донесеше еден цвет од истиот. Меѓутоа ние ќе се обидеме да го објасниме накратко цветот кој што е сега во својот пик. Така, сега цвета афионот. Роберт, добре ни дојде. Добро ве најдов. Ти имаме честа, а ти имаме како судија. Тука сум. И збор 2 за афионот, кога му е сезона, кога се бере и така. Драго ми е што сум дел од вашата емисија денеска и со задоволство ќе пренесам некои од моите искуства во врска со ова драгоцено растение кое е дел од нашата историја, традиција и кое е застапено на нашите простори повеќе од 1 век и половина. Малку сум нервозна затоа што ова ми е веќе втора елиминациона емисија. Ќе дадам се од себе, па ќе го видиме резултатот. Што би можеле да готвиме? Минатата елиминациона епизода готвевме нешто благо, сега можеби некоја брза крем салата, можеби, не знам, кој што веќе благо сготвивме, така да. Можеби тоа, можеби сакам тоа да биде. На вистина не знам што би готвеле денес, немам никаква идеја, се надевам што и да биде ќе можам да го завршам во одредениот период на време. Малку ќе ти упадна. Можеш ли да ни кажеш дали се уште имаме полиња со афион во Македонија, на кој начин функционира? Да. И малку за кулинарскиот, да кажеме, дел, каде се применува највеќе, нормално ние знаеме каде се применува, на надпреварувачите да им дадеме насоки како најдобро да работат со овој драгоцен производ, како што кажа, како да го почитуваат. Да. Овој дел историскиот период би го завршил со една реченица дека значењето на афионот за нашата економија се гледа и во државниот грб, каде што афионот е дел од грбот, нели? Така. Може да го видиме тоа. Така. Сега во нашата македонска историја, после распадот на Југославија, афионот останал како на малтене многу мал број на ниви засаден, но сепак се одржувал и воглавно се користел за кулинарскиот дел во прајање на колачи, пити и така натаму. Но неговата главна дејност, главната негова употреба е производството на лекови од чушката и од семето производство на масло. И едното и другото имат лековити својства. Но поради недостиг на индустријски капацитети, делот со производството на масло е занемарен, не постоеше. Се до еден момент додека ние тоа го свативме и мојата семејна фирма, каде што работам со мојот син и сопруга, го видовме тоа и направивме капацитет за производство на производи од афион, односно главниот производ ни е маслото од афион. И за кратко време ние на пазарот свативме дека имаме своевидно влијание. Така. Би сакал да те прашам, Роберт, полека да го завршуваме едукативниот дел од емисијата, кои производи и од која географска, да кажеме, местоположба во Македонија доаѓа овој афион, што ќе го користат овој мак, нели, семето на афионот, нашите надпреварувачи? Значи, афионот сега се задржа на источниот дел од Македонија, воглавно е мојот крај, Радовишкиот крај, таму е срцето на афионот, понатака Штипскиот, Кочанскиот, Неготинскиот, значи тука во тој дел се уште гаи афионот. Ние имаме идеја дека тоа треба да се расшири на ниво на цела Македонија, но тоа ќе иде постапно и полека, ќе го направиме тоа. Сега, за сега,
Овие производи од Афион ние пробуваме да ги наметнеме на пазарот како наша традиција, а се надеваме и одиме чекор напред дека можеме да видиме и како туристичка атракција да туристите видат пошто е значај на нашата држава и дека овде се одгледува еден од најквалитетните афиони на светско ниво. Втор круг елиминации, добро се сеќавам. Веќе видено, немам трема, мислам дека супер ќе биде и не се секирам. Планирам да се борам до крај, било колку кругови елиминација, трема немам, самоувереност имам, така да не ми е проблем. Почитувани надпреварувачи, елиминацијски циклус е. Сакам да видам борбен дух, сакам да видам од вас најдоброто, сакам да видам креација, сакам да видам ваш печат на питата од Афион. Предизвикот е пита од Афион, 32 минути имате за подготовка и истата да влезе во ревна. Штом заврши со печење, имате уште 3 минути за сервирање. Го имате Роберт, имате 2 прашања да поставите, го имате неговото домашно масло од Афион, кое ќе го употребите да се акцентира тој Афионов вкус. И да не должам, 32 минути почуваат сега. Денеска мислам дека ќе продолжиме со нешто благо, бидејќи некој тренд ми е тоа елиминациони епизоди, па не знам, некое македонско благо ќе видиме. Дали сте свесни како убаво замириса целово училиште? Значи, тоа е таа ароматика која што на скалата на ароматичност, значиот Афион е на врвот. На врвот. Еве, тоа ќе ни го потврди и Роберт, ќе ви каже за што станува збор, со каков производ работите. Ради тоа внимателно, ова е одлична арома што сега ја осеќаме сите тука. Ова е добро. Одлична арома. Доста доволно, пази, може и горки ароми да извадиш веќе, доста е. Надпреварувачи како се снаоѓаат? Така ми биде млекото. Убаво, убаво. Да биде изгусто, така? Да. Да се изгусти. Ја сум превела со книжка. Оптимално време знаеме дека ни е за подготовка на овој рецепт 60 на минути, 20 да се спремиме, 40 печење, а делот со одмарање не го броиме. Како е? Добро е. Ќе видиме. Одлично изгледа. Индиски? Да. Како е тука? Како е? Вате? Одлично. Добро изгледа. Роберт, сакам да кажеме и за гледачите, и за надпреварувачите да не ги деконцентрираме. Сакам да им кажеме на гледачите зошто македонскиот Афион е толку познат. Зошто? Значи, македонскиот Афион е толку познат поради неговиот квалитет, дека на светски рамки, по направени анализи е утврдено дека тој содржи 14 морфиумски единици.
второрангираниот афион кој да е, содржи 7. Значи тоа е огромна разлика и огромен потенцијал во афионот. Значи 7 места па второ место. Па второ место, значи неверојатен квалитет од нашиот афион кој се одгледува на нашите простори. И тоа значи дека ако има таков квалитет и сите производи што произведуваат од афион ќе бидат квалитетни, нели нормално? Не, јас можам само да кажам за аромата што ја чувствувам Аромата е сега во училиштето. Да. Тоа е нешто до сега Аромата е така опојна што се не доживеа. Така. Сега мислам да прашам околу спецификите на самото растение. Кога истото е во сезона, значи кога цвета, кога се бере, кога знаеме дека семето е спремно, маковото семе да кажеме дека е спремно, на кој начин доаѓаме до мак. Многу ме интересираат тие детали. Афионот како растение се засејува во есенската сезона. Значи тоа е периодот некаде септември-октомври. Октомври најкасно мора да биде засејано. Нож. Земи ножица или нож? Октомври мора најкасно да биде засејано за да направи таква големина да може да издржи преку зимскиот период, да ги издржи тие мразеви. Се дешава да се смрзне, да не направи одредена големина и се случува тоа. Но во нормална ситуација, кога ќе презиме во тој зимскиот период, тогаш некаде напролет почнува интензивно да расте. Во некаде мартовскиот и априлскиот период се окопува, се почистува трева и се проредчува фактички, затоа што кога се фрла семето, тоа е многу густо. И секој едно семче ќе даде едно растение. Така да во некаде во јуни месец, крајот на јуни, веќе се оформува зрел плод. А како изгледа цветот? Еве, го покажавме на 500 денарка, да, цветот. Али тоа не се реалните бои на цветот. Како изгледа реален цвет? Криво ми е што не успеа, али те молам од утре сакам да имаме еден букет. Нема измислена механизација, има во светот. И кај нас имаше, кога имаше големи насади. Така. Кога беше исплатливо да имаш комбајн и комбајнот ќе помине, ќе ожне 10 хектари. А сега што ќе ожне? 2 декари, 3 декари, 1 декар. Не е исплатливо, нерентабилно е за трактори, затоа се буквално е доведен до ниво, Боже, губење до ниво на исчезнување. критично ниво. Значи работиме со ултра деликатесен производ. Така тоа би кажал ја. Значи ултра деликатесен. Апсолутно. Значи кој има голема примена во кулинарството. Така. Но ете баш поради оваа редукција и значи кои беа датумите? Значи рековме јуни, крај на јуни веќе зрее, веќе и се бере тука негде во тој одмаш штом се озре, добро е веднаш да се обере, затоа што самата чушка афионова е порозна. На горниот дел од чушката е порозна. И тоа ветар, едно како во нишка, така се губи семето. се губи семето со ветар, со пиленца може да го... Значи, тоа е периодот кога мора да се ожне за да се сочува внатрешната количина на семето. Кога ќе се ожне, значи се бере рачно и тоа значи периодот кога ќе биде екстремно суво време. Така, за да кога фаќаат оние наши горештини, сонцето кога за да стебленцето топи асфалт кај нас. Стебленцето да биде идеално суво за да се може да се скрши. Во поинаков случај не се крши и нели мора да се употреби физичка сила. Кога ќе се обере, значи во вреќи се бере, се крши и се бери во вреќи. Една чушка, Роберт, отприлike колку грама маково семе или афионово семе дава? Една чушка. Малку, десетина грама. Десетина грама. Па во овие елиминации би сакала да готвам макаво, македонски стар специјалитет или нешто сладко. Тоа не ме обесхрабрува, сакам и понатаму да учествувам. Имаме состав од судии многу добар и колеги и колешки што се надпреваруваме, женички. Така, ми дојдоа при срце. Сите, мислам во овој состав како што сме, супер. Знаете, нешто да многу интересен разговор имаме со Роберт, да се упрлиша некое прашање вака
Мене ме интересира, значи една чушка 10 грама дал. Тогаш која е цената, бе? Не дојдовме до цената. Дали би бил иста цена киргистанскиот афион и нашиот во моментов? Па, видите сега, кога доаѓа авионот по не знам какви канали, пакуван и препакуван тука, и на мало продажба, значи доаѓа тука со цената на нашиот македонски афион. Сакам да прашам, може Джокер? Джокер, извини, користиме Джокер керата. Дали сега во овој случај подобро да исечам сега или после печење? Јас би ја исекол сега. Јас би исекол сега и би ја премачкал со растопен путер, меѓутоа добро, тоа е. Ете, у Джокерот би ја премачкал со растопен путер, корите малку ги делуваат суви, дали нешто ги оживеа, кисела вода. Добро, пециво малку може и така, добро. Океј, супер, изгледаме на добар пат сме. Ве молам до крај, замислете си го рецептот, до крајната фаза, до сервирање, до како ќе изгледа, кој тањер ќе го користите. Зашто многу често видовме во надпреварувањево, супер почеток, одлична, како викаме, действие на некоја си средна фаза на готвењето и крајот без идеја и имаме Крајот го краси неуспех, а делото. крајот го краси делото. Апсолутно. За успех крајот го краси делото. Се може да се покрие за време на готвењето, меѓутоа крајот кој ќе се принесе пред гостинот, тоа е веќе финале, готово нема. Мене што ме интересира уште, значи ме интересира ценава, рековме, може и да, значи може и нелојална конкуренција од Киргизстан и тоа. Како ние да го потенцираме пред светот, како да го направиме, да го брендираме, да го изнесеме во светло кое што заслужува. Зашто ова што ми го кажа, дека 7 места има, па второто место е, тоа е навистина нешто што и ние кулинарите мораме да го знаеме и кога готвиме со истиот, да знаеме дека во рац имаме нешто навистина ретко. Еден момент можам да споделам овде. Интересно сега ми се случи пред некој ден. Бевме на саем на Новосадскиот саем за храна и агропроизводи. И таму ме пронајде некој србин, беше по потекло, работел за чешка фирма за производство на афион. И тој беше многу заинтересиран за производството на македонскиот афион. Нешто зборевме околу тоа, луѓето се стрикно заинтересирани да дојдат до македонски афион. Задржи ја мислата уште едно прашање. Колку видови на афион постојат? Колку типови, да кажеме, колку семиња? Дали имаме стари семиња, модерни хибриди? Постојат повеќе видови на семиња, не знам колку се точно и како се викаат. Нашиот афион со латинско име Papa ver somniferum. Papa ver somniferum. Тоа е латинското име на нашиот афион што го видуваме овдека. Тоа е фактички опиумскиот афион. А постојат многу видови на безопиумски афион. Што нема тој ефект. Нема ефект. Млекото, чушката, нема ефект. Нема, не постои. Опијат, Најповеќе таков афион се произведува во Америка и они го викаат тој некој калифорниски афион, безопиумски, значи кајните строго забрането опиумскиот, и исто и во Кина. И таму е најстрого забрането, не може да се произведе опиумски афион. Поради тие зборуваше за Новосадскиот саем. Да, човекот ме пронајде таму и имавме убав разговор. Заинтересирани се луѓето да дојдат до македонски афион. Они располагат со илјадници тони чешки афион. Но предизвик е да дојдат до македонски афион. А добро, нас ќе не разбуди секогаш некој од страна. Тоа е класика. Ја мислам, али добро. И тука имаме едно големо будење, да кажеме, еве овие 6 луѓе овде и сите сниматели, цела режија слушаат нешто што реално е, јако сум го слушнал, мене ме разбудило, онака, да му дам акцент, да биде секојаш во нашето кулинарско училиште. Знаеш дека се грижиме на зачувување на нашата традиција, се грижиме да ја истакнеме во најголемо светло и доколку ги познаваме суровините како што ти ги познаваш, цврсто веруваме дека можеме да правиме гастрономија со светски ранг на
креации. Апсолутно. Ето, тоа е Да го нашата свртиме цел. туристичкиот свет да дојде овде да И гастрономијата уеднина може да биде и туристичка дестинација за гастрономија, како што е Франција, како што е Италија. Јас секогаш кога одам во Италија, никогаш не ме интересирале плажите. Може да кажам дека никогаш не сум видел плажа. Одиме, значи 19, уште 15 минути имате до подготовката. Добро изгледала, супер. Супер. Денеска имам малку трема, втора елиминациона емисија ми е, така да веќе и само довербата ми паја. Малку имам трема, да. Да, овој пат сум во елиминација, вистина минатиот пат нешто грешив, но сега сум многу подобра и мислам дека ќе одам понатака. Па и ќе видиме до каде, мислам дека уште едно 7-8 епизоди ќе учествувам. Роберт, значи кажи ми вака некои кулинарски специјалитети, сподели нешто, толку си работел долго со Афионот, кажи ни нешто вака за гледачите, некои твои вака рецепти. Па нешто што јас како дете уживав да го правам, да го произведам, мајка ми даваше задача постојано да го правам. Тоа е кцниот афион. Кцн афион. Значи тоа е една специјална. Мислам дека тука негде го имаме, ти слободно зборувај, продолжи сега да им го покажем на надпреварувачите за што се работи. Постои специјален сад за тоа, дивек за кцање се вика во нашиот Радовишки крај, и каде што подпеченото, односно подпршеното семе од афион се става во тој дивек и се прави кцање, значи нормално, и тоа трае некаде минимум саат време. Потребно е многу сила, многу снага за да се направи тоа, и при кцањето се дроби афионот, се ослободуваат оние ароматични масла што ги содржи афионот, се прави еден преубав деликатес и во тој случај некаде до 60-70% од афионовото семе се дроби и маслото што се ослободува од здробениот афион се меша со остатокот од семето, кое е невозможно 100% да се здроби, но така се добија еден преубав специјалитет кој може да биде измешан во солена варијанта со сол или во блага варијанта со шеќер или уште поубаво со мед. И така се добива еден таков. Како што рече, добиваме еден преубав деликатесен производ или кцн афион. Него тоа е кој што ние го имаме секогаш и го користиме во многу десерти, па и во некои, да ти кажам, и као солени апликации.
Така да напрерочим. За крај имате и за декорација КЦ на фион. Сите може да си го искористите, за сите е на располагање. Еве, тука ќе стои на оваа работна маса кацаниот афион, кој што е во нормално во пластичен сад. Елиминацијска епизода немам трема за некој чудо. Периодов ми некако се во брзање, некако не можам да мислам на трема. Ако испаднам, не ме дефинира тоа како готвач, како личност, така што не се плашам. Секако нели и победата и поразот е за луѓе. Подпекување, да речеме, колку Инаку според може пак тебе, да се става која би во- била идеалната карамелизација за фионовото семе? На која температура му делуваме, да речеме? Па, не може да се одреди температурата, пошто се пржи, нели? Се пржи, значи на сува тава, така би било Сува тава, А во печка, тут колку го подпечеме, исто, ја мислам дека ќе се добие тој ефект. Сум пробал, но го нема тој ефект на печење. Значи, препорачуваш строго пржење на сува тава. Пржењето е тој магичниот дел. Еве, супер, да, супер. Инаку, Совет. сигурно околу 45 минути се подпржува. На оптимална, не многу жестена рингва. Така. И мора многу да се внимава, веќе 45 минути јас сум го нашол како оптимално време. Така. И може за минута-две да се препржи. И тоа Добива горчите ароми ги вади. Да. Тоа е тој момент кој мора да се внимава. Да. Пребарувачи, ще минута време и да печеме. Ама мислам дека и многу сум уверен дека може и да биде лошо, да мислам дека би нешто многу добро, да не е. Така да ќе пазам, ќе внимавам и возбуден сум за до крај. Дали ви се погодија корите? Да, супер бе. Се погодија? Да. Ја мислам дека шербетот малце густ изгледа. Добро. Не е лоша идеја, али пази внимавај да не биде многу водбез. Иако оваа пица, да речеме, или баклава со афион, обично по Мора да стане за шербет печење. подобро одговара. Мораме да ставаме за печење. Вате, уште колку имаме уште? Уште 30 секунди да ставаме за печење. Лиле, ајде, Лиле, побрзај. Жане, отиде твојата на печење? Да. Радка? Мојата е на Лука, печење. сите на печење? Магде, што можеме сега како тим да направиме? Да ја помогнеме на Лиле. Ајде да видам тимска игра. Ајде. Лиле, уште 20 секунди. 15. 14, Лиле. 13. 10. Вечката не е многу далеку, сакам да влезе баклавата на 33. 6. Ништо, Лиле, фала ти. Тоа е тоа. Още 10. Стоп.
Магдалена, Лука, Лилјана, пристапете. Магдалена, поведете. Збор 2 за тоа како ви испадна баклавата. Питате. Да, јас ја направив повидна баклава. Традиционално го се тоа потвојуваат моите македоници. Има мал предизвик со корите ми кај многу танки. Не сум навикнат да работам со толку танки кори. Исто така, афионот имаше момент каде што не знам дали ќе сгусне или ќе треба да послужам каша. Така што на крај добро испадна благодарение. Да, сгусна. Упива вода, Да, шеф Златко ми така ме охрабри да уште малце да го готвам. Така што на крај испадна добро. Сега се надам ке вкусот е добар, јас ја немам пробано, не знам ништо како е. Кажете ви. супер, фала ти. Па јас потекнувам од семејство каде што многу се готви, многу се јаде, така што секако се готвеше и пита, и баклава, и секој можен специјалитет и рецепт што постои на македонски костари. Мајка ми секогаш ја прави триаголници и така се потрудив јас да ја направам како триаголница. Не знам толку умешно колку не изе. Меѓутоа баклавата секогаш е моето омилено благо, иако е нели со шербет и така натаму не е баш најздраво, меѓутоа вкусот ми е тој, значи многу сакам баклава. Не ја правам, повеќе сакам да ја јадам. Сум ја правела дома, меѓутоа ретко кога сум јас домаќинка. На шега порано со моите пријатели, нели разговаравме, секој тетовира тоа што сака најмногу, нели јас сакав најмногу бурек со јогурт и баклава и сакав тоа да се тетовирам, меѓутоа не сакам да се, лично не сакам да се шарам, меѓутоа на шега го кажав тоа дека ако некогаш се тетовирам, ќе се тетовирам бурек со јогурт и баклава. Лука? Денеска припремив баклава со маки индиски ореви, во смесата има индиски ореви, со сируп од лимон, камилица, цимет и одзгоре има изрендано индиски ореви. Задоволен сум, прв пат правам се у рецепт со сируп. Супер. И Колку слоја имаш во баклавата? доле имам 5 и горе имам 4 или 5 за број. Добро. Океј. Фала ти. Денес прв пат слушам за мак. Не сум никош јадел, ни па ми готвеле дома или баба ми никој. Така да прво искуство, мислам супер ми испадна и сум задоволен. При варењето на макот немав проблеми, мислам дека е супер, додав малце морско оровче, така да мислам дека макот супер ми испадна. А од чербет сум најзадоволен, на вкус многу ми се допадна и кеф ми е што го направив така, баш како што сакам. Лилјана, повелете. Здраво, Лиле. Што правиш? Како си? Добро. Кај сгреши денес? Кај ја сгрешив на работа? Не внимавав на времето. Може јас да ти Трема. кажам искрено, Во последни 5 се случува, минути. те укочи нешто, Се укочува оседи тоа последни дека те укочи 5 нешто. минути. У тие моменти што правиш? Гледаш дека ќе, значи јас сум сигурен ја на 15 секунди од прилика ги повикав колегите да ти помогнат. Ти више да ставаше последната кора. У тие моменти се носи одлука. У тие моменти се станува од домашен готвач, се станува шеф, како да ти кажам, или готвач во некоја професионална институција, бидејќи одлуката е тоа што на крај ќе ве донесе во финале и ќе ви донесе наградата. Да донесеш одлука што во моментот. Значи, еве, гледаш дека одиш во некоја, да речеме, катастрофа, по знак наводници, не е ова катастрофа за среќа, ќе ти кажем и зошто. Меѓутоа, у тој момент треба да донесеш одлука. Што е најважно? Мора да се испече. Значи, ти имаше доволно време, ревната е на 10 чекори од тебе, само да ја фрлиш во ревна, ќе беше се окей, ќе исечеше отпосле, немаше да ни фали еден тањер сега на масава. Одлуките, ве молам, носете ги брзо и носете ги со идеја да не направите ваков момент, да не дојдете со готов производ. Дали се разбираме? Значи, одлука треба да биде секојаш у интерес на тоа нешто мора да се произведе, па после ќе видиме како ќе го сокриеме тоа што не било исечено.
Па секогаш кога брзаш, мислиш дека ќе бидеш прв, а испаѓаш последен. Лесна беше баклавата за правење со мак, убав рецепт. Можев да стигнам 5 минути порано. Меѓутоа нешто ме спречи. Не ми е прв пат, меѓутоа нешто ме спречи. Е виша сила. Во последен момент, значи, ме обзема трема. А зошто не знам и самата. А цело време нормално си работев се. Од макот припрема, од гледав да не загори и така, млекото. Сето тоа фино, меѓутоа кога дојдоа корите да се наредат, нешто ме збрка. Некоја трема ми се појави. Така да, па добра бе, не каснев многу. Ајде, прво да сме добри домаќини за гостинот. Повели, Роберт? Јас имам тањер, на маса е. Само ја чекам баклавата да се стави во тањер. На среќа, ќе одам на среќа. Ако судиите одлучат да ме пуштат понатака, во нивни раце сме. Прв пат правам со мак. Макот предпочитам кога правам штрудла со мак да го измелам макот, сега беше немелен. И стравував дали ќе ми се згусне. Значи имав момент каде што беше критичен, тогаш и шеф Златко ми дојде на помош малце. Мислев дека ќе послужам вода, значи буквално дека ќе биде каша. Меѓутоа трпение ми даде малце, ме охрабри, издржав тој момент критичниот и всушност на крај испадна добар резултат, односно ми се згусна макот и испадна добро, се надам дека ќе биде вкусна. Следните тројца повелете. Радка, Људмила, Снежана. Радка најпрво повели, представи ни ја твојата баклава. Повелете. Овој баш личи на баклава. За секоја парче употребив 3 кори. На секој коре испрскав со кисела вода и со пецива. На третата ставив и сос од фил од афион. Имаш мед во шербетов или? Не, така карамелизирано, така вкусно, добро. И баклавата ја мотав на сукало. На сукало, да, видов, да. Шербетот малку. Ја моташе многу сува, меѓутоа пак имаш, мислам дека задоволително квалитетно. Мислам дека али мислам дека од овој имаше многу отпад. Значи тоа ќе почнете исто да внимавате. Значи не сакам да вие фрлите кило кориз, да ни сервирате 3 баклавчиња од 70 грам. Так. Ме разбирате, значи у следните епизоди се повеќе ќе се внимава на минимум отпад и планирање на вашите порции, да може се да се искористи. Тоа што него употребив го кренав уредно. Точно. Ти благодарам многу. Молим. Жана, повелете. Кажете ми како сте вие задоволни? По моје добро. Ја редев баклавата. Ја прескав со обична вода, а пециво имав ставено внатре, и малку зеќинче, ја испрскав, имам 4 кори ставено само, и со фил од филмско семе. Едно прашање само. Дали тој дел, каде што брзавте на почеток, завршивте први со редење,
делува на тоа како сега не ја сервиравте. Што вие мислите околу? Не, ја имам грешка во сечењето. Во сечењето ми го. Сепак тоа брзање завршивте многу пред време пред другите. Немаше потреба. Имавте се уште време да дадете повеќе внимание. Ако требаше имавте време и почеток да наредите. Сепак ова е Да изгледа не е добро. Може нешто јас од моја страна. Значи, до сите надправувачи ова нека биде. Многу се важни празните места во тањерот. Не можете да ни сервирате нешто, ве молам слушате. Не можете да ни сервирате нешто што нема празен простор, каде јас да исечам и да јадам. Еве. Зборуваме се ова. Што и да исечам, тоа ќе оди надвор. Значи многу е битно тањерот да ги содржи овие празни места. Исто и декорацииве. Јас овој лимон со кора не можам да го јадам. Разбира, тоа ќе морам ја некаде да го ставам. Празниот простор ми е за да можам да си сечам парче, па да земам малку од ова, па да направам една комбинација, за мене идеална. Значи, ова сервирање, ве молам, внимавајте во иднина, празните простори се исто толку важни и треба да биде избалансирано у однос на тоа што е, да речеме, производ или било што, протеин, некое месо или било што. Во ред? Да. Добро. Ја готвам дома баклава, но со мак не. До сега, овој ми е прв пат со мак готвење. Готвам мрсна баклава и позна баклава се правам, али со мак не. Да, син ми употребува, а јас не. Би требало да биде супер по моје, како што гледам и како што се пече, па надале до крај ќе кажат поварите, комисијата, комисијата ќе остане најдобро. Па да пробаме. да видиме. Да пробаме. Ајде, вака, јас ќе пробам прво до ова ме мами, прво ќе послужам нашиот гостин, повели. Фала. Златен, повели. Дали е намерно растурена, само тоа е прашањето. Многу треба да... Едно е кога некој намерно ќе растури, а едно е кога е баш растурена. Ајде да пробаме. Густ шербе, тоа рече си као мед. Грцкари кори. Шербет толку густ, мислам дека беше. Добро, ви благодариме. Баба ми има афион и ја бев како дете кога одев кај неа, баш го гледав на подготвување на кецаниот афион. Да, и ние како деца сме го јадели, баба подготуваше доста блага со афионот. Главно од дете ми е тој афион останал. И баш сега ми се погоди за баклавата и мислам дека ќе направи добра. Моето мислење е дека баклавата е добра, а судиите што ќе кажат, тоа е веќе што друго. Суди, ја вака мислам за последниве баклави. Наратка баклава за мене беше, гликемиски шок беше, ама со наснежана као вода да се напив, као да ја маце ја исправ, што се вика, да. Ајде да кажеме вака, јас ја повикал најпрво, би рекол да истапи Лука и Магдалена. Магдалена, Лука, најдобри баклави во овој круг, без конкуренција, си издвојувате. Магдалена, мал совет. Празните простори се битни во сервирањето. Не ни сервирај толку, да речам, не мораше две баклави во таа чинија, тоа сакам да кажам. Мене ми се допадна техничката подготовка ти беше одлична, начинот на кој што ја спакува. Исто ми се допадна, да се сложи Роберт, тоа често се гледа, тоа е некој грчки стил, или да кажем,
знаат да пакуваат така и оние филопити, непотребни или почени, како вика џуверлан, имаат истото е стил на пити. Супер, сервирањето малку те смали поени, креативноста ти беше сосема во ред, стапче цимет, едно е доволно, две се премногу, немаш потреба да не ставиш кило цимет, циметот е преинтензивен. Колку пати рендате цимет во, да речеме, во ова салет? 4-5 пати. Со тие зимски зачини внимавајте, значи како морско ревче, цимет, карамфилче, внимавајте. Тоа се токсични зачини меѓу другото, значи малку повеќе од тоа може да ни наштетат и на дигестија. Лука, супер, внимавај следен пат, баклава не може да биде толку ниско нешто. Значи, као што италијаните има стандарди за лазања, време и ние да имаме стандарди што значи баклава или што значи пита. Вкусот беше таму, ми се допадна камилицата, даде еден флорален аспект на целото това јадење, го отвори, го освежи, имаше ориентални ароми, тука беа. Генерално, супер работа, дечки, аплауз за вас и добро сработено, внимавајте понатаму, не ќе да ја видам веќе во елиминација. Чао. Снежана Радка, поведете. За Радка јас само ќе надополнам убава идеја, но кога би правила друг пат да знаеш дека ти треба потенко сукало и по-суви да бидат корици за да можеш да ги набереш. Тоа е едно. Второ, за шербето знаеш дека го сгреши. Не ти посоветувам да ја пробаш и ти за да знаеш наредно каде си сгрешила. А Снежана, јас не пробав искрено, не ме влечеше ништо да пробам. И кога си во таква, да речам, катастрофа на крај, кога не можеш или тргни со некој калап, направи нешто, изведи, него само да ни ставиш така во тањирна средина и тоа е тоа. Не видовме љубов. Да. Роберт, нешто да додеш? Јас можам да кажам дека генерално сите учесници имаат добро подпечен афион. Задоволен сум од вкусот на она крцкавото од афионот, кое се ослободува нормално при грицкањето. Тука би го издвоил меѓу подобрите Лука и Магдалена. Лука би бил на прво место, Магдалена и натака Снежана више малку е лош ден наш. Да, нешто не беше погодено некако. Јас генерално сум задоволна од она што го подготвив денеска. Не знам, може би малце прегуст ми е шербетот, но ќе видиме, нели. Тоа. Во главно сум задоволна. Па малку и тешко, да. Ја сум малце од постарата генерација сум и така да потешко малце, но се побрзи, поспретни, повеќе имаат искуства. Ја повеќе традиционални работи сум дома. Традицијата, македонската ми ништо се и тоа се готвам и благи работи тоа што правам и така да. Ама сепак, мислам дека ќе се борам понатака. И за крај, сакам само Лиле да дојде. Повели Лиле. Лиле, се надевам дека излече поука од денешниот ден. Се надевам дека одлуките што ќе ги носите ќе бидат во интерес на тоа да продолжите понатаму. Људмила ни се откажа од шоуто, Лиле остануваш во шоуто. Те спаси Људмила. Да ја поздравиш Људмила и да ја кажеш дека одиш понатаму поради неа и поради незината одлука да не е веќе дел од ова надпреварување. И поради вас, како суди... Веруе не. Веруе не. Па треба да пробате и мојата баклава. Вашата баклава е нејадлива бидејќи е непечена. Не е печена. Ете така. Јас Тука имав... завршува разговорот. Ти благодарам, Лиле, продолжуваме понатаму и ние сме многу сретни што ти имаме у шоуто. И само напред фокус на одлуките. Носете одлука што ќе ве задржи во шоуто. Нешто што е непечено, нејадливо, автоматска дисквалификација би била од нас. Тоа сме едногласни, Злате. Така. Ти благодарам и продолжува 180 со исто темпо. Имам желба и понатаму да учествувам, па како Господ ќе рече така. Или ќе продолжиме уште емисии, или ќе биде ова последна. Ќе се бориме секако. Многу сум среќен, Роберт, Злате. Поради фактот што 5 надпреварувачи во оваа елиминацијска епизода, иако елиминацијска, за прв пат се сретнаа со еден премиум производ, едно наше големо кулинарско наследство, готвеа со македонски афион.
За аромите ќе оставам само ние да бидеме сведоци, а за сите гледачи ќе порачам дека 180 степени и понатаму ќе се грижи за сочување на македонската традиција и одржување на македонското кулинарско наследство. Следете не, се гледаме во следните епизоди.